На владата конечно и текна да го спасува Охрид по извештајот на УНЕСКО со кој најлошо досега е оценета состојбата на регионот. Поради недоволна грижа за природното богатство и исполнети се условите Охрид да се впише во листата на светско природно и културно наследство во опасност. Премиерот Заев ги собра министрите во обид да изнајдат некакво решение по најсилниот аларм од УНЕСКО. Според него, целта на владата била да се зачува Охрид и да се подобри квалитетот на живот на граѓаните. На состанокот било нагласено дека владата ќе преземе се што е во нејзина надлежност. Владата ќе преземе итни чекори за стручно кадровско екипирање во најрелевантните институции, како што се Завод и Музеј Охрид, Управата за заштита на културно наследство, Управата за заштита на животната средина и другите институции во сферата на заштита на животната средина, а истото се очекува да го направат и општините во своите надлежности. Додека владата во последен миг ветува дека ќе го спаси Охрид, ситуацијата на терен е многу поинаква, предупредуваат дел од експертите. Комисијата за управување со светското природно и културно наследство во Охридскиот регион брои 12 членови, а најголем дел од нив не се стручни да го решаваат овој проблем. Дециден е експертот за заштита на културното наследство Панче Велков. Другите не се експерти кои што се занимаваат со културно наследство. Или бар јас не знам тогаш што е културно наследство. Каква е таа комисија, како може воопшто да функционира, баш би сакал јас да разберам тоа. Експерт за компјутери, експерт за маркетинг во филмска индустрија, мултимедијални уметници, директор на галерија. Значи, верувате, јас ова вчера го читав. Од Варшава фела заштита на културно наследство има некој? Има еден од 20. Еден професор. Од 20. Од 20. Еден професор. Последниве 3 години експерти постојано реагираа дека не се преземаат чекори да се подобри состојбата и дека продолжува развивањето на проекти кои дополнително го загрозуваат ова заштитено подрачје. Извештајот на УНЕСКО е предупредување за релевантните институции кои треба да преземат конкретни чекори. Овој регион е високо ранлив, а според експертите причината е лошото менаџирање и слабото спроведување на законите.